Државата треба да се однесува како да е во криза и да се подготви како ќе се преживее целиот овој период. Не само во смисла на заштита на стандардот на граѓаните, туку и да опстанат компаниите на подолг период, вели Антони Пешев, извршен директор на Стопанска комора. Пешев смета дека оваа е една од најголемите и најпредизвикувачки кризи по самостојувањето на државата. Изминатиот период имавме ситуација во која годиниве што поминаа беа исполнети со големи искушенија заради тоа што поминувавме од криза во криза, почнувајќи од кризата со корона, потоа имавме криза со енергијата, а денеска живееме со кризата која настанува како рефлексија на она што се случува во Украина. Мислам дека светот никогаш не бил под поголемо искушение, особено Европа. Од Стопанска комора велат дека светот, а особено Европа, не биле во толкаво искушение, а тоа е пазарот на кој Македонија најмногу се потпира. Тоа носи многу проблеми за македонската економија. Прекинете се традиционалните извори на енергија, прекинати се ланците за снабдување, намалена е побарувачката, а на светот во периодот што следува изгледа ќе му се закани и голема криза со храната. Сето ова упатува на потребата да се биде многу рационален, да се менаџираат со ресурсите и не е случајно што и најголемите светски економии, почнувајќи од Германија, повикуваат на рационално однесување кон изворите, кон ресурсите, рационалното управување со сите можни извори на економијата, со што дури малку смешно делува тоа дека повикуваат на штедење. Стопанската комора информира дека од март интензивно комуницираат со над 200 компании и ги дефинираат проблемите со кои што се соочуваат во услови на глобална економска криза. Од разговорите ќе извлечат и мерки како може државата да им помогне за да се надмине целиот овој проблем.